Значи, само јас и никој друг на светов вака не работи. 150 степени е надвор, дечки. Значи, дали има метеори, дали има снег, дали има 250 степени, абе сауна укола ми се дешава, карпул караоке мора да има. Значи, денеска снимаме со Лара Иванова, дечки. Многу ми е драго што оваа девојка конечно си го заслужува тоа што го добила. Заради тоа што е невиден вокал, невиден талент, а вие треба тоа да го препознаете. Она што сакам да го кажам пред да го почнеме видеото е дека постојано ми кажувате и попувате дека збори македонски, поддржувај македонски артисти, кога ќе одиш во Србија немој да збориш на српски. Еве го моментот вие да поддржите македонски артист кој што дефинитивно заслужува. Еве да видиме ова видео дали ќе собере 4000 лајкови во знак поддршка на Лара. Има фантастични песни, фантастични спотови, а бога ми ќе направиме супер муабет. Уживаме со Лара. Нека иде климава, нека пуца климава. Кај си бе, Лара? Hello, добра си? Колку непрофесионално застана. Абе, аладан. Што има? That's all, folks. Баш ми е мило што си денеска тука со мене и си направиме убав муабет. Еве дечки Лара, тие што не ја знаат да ја запознаат, тоа е новата звезда, ако не доека Лазаров. Кај ќе дое? Ќе си направиме убав муабет, но јас сакам да го почнам муабетот, да ти поставам едно прашање. Имаш сега нови 3 песни кои што така нели те представија малце поише јавноста и наставите се некогаш ќе помине кој е сега крив и осамен. Кога ти имаш многу години за да имаш искусен љубовен живот, ама овој текстописецот што ти ги пишал, толку ли е млечен љубовни во животот, пизду матери? Па не, баш му е топа, ма знаеш, животно искуство што го имал некогаш, можеби е така го инспирирало тоа. И сега јас се ставам како во таа приказна, си правиме двајцата и јас да сум мала, ама он секогаш ми вика, знаеш да се носиш. Колку години имаш ти? 17. Таа сега во мај на Добро, не си толку мало, уште една година полнолетна си. Не, добро, мене ми делако за 6 месеци човекот да си... бев мала кога прв пат кога се појавив, 15 години. Када... Видија Најгерине ко се појави на 15, само она е па друг стил. Муабетов ми е дека за 6 месеци човекот си го опишал цел љубовен живот, значи од не знам, од најголеми бедови па сега е осамен, али окей. Кажи ми од кога се бавиш ти со музика, значи да те запознаат малце. Јас се бавам со музика скроз од мала, значи од 5 години колку има. 5? Да, затоа што на Супер звезди имам 3 песни. Сега добро, имам и претходно кажано дека, знаеш, са деца си имаат желба, знаеш, ке изразат желба, сакам да пеам. Добро. И така мислеа сите дека ќе биде кај мене. И после тоа прекинав Супер звезда 3 години, 3 песни толку. И кога тргнав нели у школа и сега надпревари обични основно што ги имаме и се пријавив еднаш и од тогаш секоја година па натаму и цело време прво место и знаеш онака еуфорија се. И од секогаш сакав да пеам, ама се решив да одам балетско затоа што сакам балет, тоа веќе 12 години играм, така да се одлучив за тоа. Да, балет играш, што да, одев ниже музичко и 6 години, ама се откажав. И викам, бе не, ја музика нема што да направам, не знам како, вака, така. И се споивме со Иле Спасев и вика, имам песна за Макфест, сакаш ли да ја направим вака, така, ја викам, топ, готова, мислам, ја одвај чекав такво нешто да се случи. Да, тоаш правивме и ти едно интервју, сега би текла. Да, во студио Киле. Да. Да, и ствари тоа ми беше почетокот и тоа што не ме знаат толку, ама со другите песни, знаеш, ќе извадиш една, ќе извадиш друга и ги влечат и другите и така ствари ме дозна. И прва песна што така малце те дозна е дефинитивно некогаш ќе помине, дали може да си ја пееме карпул караоке, малце расположени заедно дечки, обавезно да чуете тие што нема чуено. Се се менува, па зашто не? Па многу убав тако филм. Узнани среќен барем ти. Но ќе да си ја слушаш убав, да. Само фраза за спас. Бракот умира, од него изтребам јас. Може би некој некаде постои само за нас. Светот убав е, па и без тебе и без нас ќе осам не. И што е многу, сепак многу
ти е? Да. А Па добро, може да се каже, да. Ова е и радиски хит, така? Да, да. Колку за тебе представува тој мен мотив за кариерата, која еве првата Најголем посериозна, не е посериозна, али првиот хит, Да. стварно ќе ти стане хит на радио. А са, значи, колкава еуфорија имаше која ја створивме некоја ќе помине, тоа е нешто страшно, затоа што беше песна у 5 минути. Што збориш? Да, мислам, онака рефренот го правиме, јас или у студио работиме, Рубин не беше со нас. И направивме као демо, ама со на она рефренчето. Мелодија. И да, и скрос исто е како што, мислам, целата песна е скрос иста како од прва што направивме. Знаеш, пошто има некој демо пример кој ќе го направите и после тоа, абе смени тука, направи вака, направи онака. И буквално 5 минути го правиме рефренот, викаме, абе, ова е многу добро. Знаеш, онака само рефренот да го слушаш со на, пак те тера да го слушаш. Да. И викаме, ова гарант ќе искочи добро и му праќаме на Робин. И он за 5 минути ни враќа текста. Тоа негде околу 10-11 вечер беше. И така имавме онака... Гледаш ли кога ти кажеме дека човекот има љубовни проблеми, кај може Нема. толку инспиративен да биде за 5 минути Нема. текст да ти врати? Не. Он е феноменален. Кажи Сака ми како млад артист колку поддршка добиваш и дали реално добиваш пример од македонски медиуми и еве например пред да влезеш у кола јас кажав дека постојано збориме како треба да се поддржуваме, како треба да се даде поддршка на млади артисти, а дојде некој српски артист сите околу него. Ти како млад како го доживаш Да, почетокот на па, интерес? не види, јас сум, мислам, јас добив доста поддршка, е сега тука е и мојот PR Васко што доста помогна во тоа, затоа Без што Васко не може да, ништо. мислам, он ги има сите контакти и нормално да не беше он, немаше да се појавам и на телевизија, пример, по толку емисии, знаеш, затоа што некогаш онака треба да им се каже, знаеш, има нов артист, Да. девојче 17 години, Дај ти интересни шанс, песни има, да. Знаеш, некогаш треба малце да се бутнеш онака што се вика. Меѓутоа сум добила поддршка, сега дефинитивно дека треба и поише јутјубери, пример, јас тоа те почитувам затоа што стварно многу не поддржуваш. Да. Стефан за вас. Баш така. Ама, знаеш, може и другите јутјубери може треба повеќе да Се слагам. да не поддржуваат малце, мислам. Реално Да. работаве што треба ние младите тоа да го промениме и да се мотивираме едни со други. Добро, втората песна која е сега крив, да видиме кој ќе биде кривиот и сакам сега да пееш поише зашто сакам да доловиш колку ствари имаш талент. Саре важно кој сега кривиот, за да ме сите грешнице, но никогаш ти извини. Саре важно кој сега кривиот, Зазивам моите сони, ждавам ниту еден од нив. Извини. Уживајте, драги гледачи! Божја има. Зашто бе мене не ми дал Господ ваков глас да можам да запеам, бе, те страшно. Имам сега подготвено тука 8 прашања. Сигурно си ми вела Лазаров шоу што го правам. Да. Инаку дечки денеска е недела, нема Лазаров шоу, си гледате Карпул караоке заради тоа што лето е. Ако е лето, можеме да правиме промени малце. Не се кирете следната недела пак си гледате Лазаров шоу и таму имам лута пипрече и така некаква идеја ми дојде да направиме 8 прашања кои што ќе ги одговориш на брзина. Може ли?
Може. Да име дека ќе биеш. Даре пишува ги прашањата ако не ќе те скинам, намалувам плата 30%. Прво, која македонска пејачка најмногу те инспирира? Па не знам сите. Знаеш, никогаш не сум имала идол, без разлика дали од Македонија, дали од страна, дали запад, дали тука, и не можам да издвојам, меѓутоа од секој изимам инспирација. Мислам од Лина, Антонија, тие што веќе се долу на естрадата, секој изимам инспирација. Кажи ми едно име, презиме, па и типа, философираш, Па не можам, Шешалам. мислам, Второ стварно прашање, чива кариера би сакала да имаш? Мојот. Не, вака треба ми се свига, така треба само добро. Трето, што те нервира најмногу во студио? Во студио највеќе јас сама се нервирам затоа што многу преговарам, многу дали ова вака, не знам, и Да. пример ако прашате он цело време, добро бе, да. Да. Смири се. Четврто, која песна најмногу ја пееш додека се тушираш? И дали пееш додека се Не тушираш? пеам да се туширам, што ми е многу чудно. Затоа што вака луѓе што не пеат, си пеат под туш, ја што пеам, не пеам под туш. Зашто бе Лара не пееш под туш? Па не знам, некако не ми е тој мудот некако. Знаеш не. ли зошто топлата вода станува ладна после некој време? Пошто луѓето кога пеат не знаат да пеат и на водата и се скурчува и станува ладна за побрзо да излиза. Добра Пето теорија. прашање. Љубов на прв поглед, да или не? Да. И заљубена си. Имам дечко. Имаш бре. дечко? Мала била Лара. Ега важи. Шесто, дали би снимила дует со Таско? Би снимила. Зашо да не? Добро. Седмо, кој е детскиот сон на Лара? Детскиот сон на Лара е да стане пејачка. И Па претходно пејачка си више кажа- шо? Па тоа ми беше Значи, сонот. сонот ти се остари на ми се остари. 17. Да. Не, кod мене ќе обарам ја уште на 23. Добар си бе. Да. Осмо, дали му имаш ставено subscribe на Лазаров? Како немам се разбере дека Така треба, драги гледачи. Браво, за да го поддржувате, уште повеќе сабскрајбери да собере. Ја ќе те прашам после песнава за идните планови, ме интересира и што работиш на сега, ќе ми кажеш, но прво за осамена еден-два збора, тоа ти е новата песна која што Да. излезе пред недела дена, кажи ми нешто околу песнава, пак исти звук, иста екипа. Па да, дека е ист звук, значи у исто време ги направивме и Никогаш ќе помине, кој сега крив, заедно и со Самене, Никогаш ќе помине беше прва и одма онака ја пуштивме колку да видиме, знаеш како ќе реагира публиката. Добро. И на вистина онака дури не знаеш како, ја очекував, тоа се надевав, ама не до толку, стварно некако одеднаш онака избувна, што ми е многу Да, е мило. 80.000 прегледи за недела. Топ, ја немам на драма толку, ставете ми. И да, и сега искочи после тоа кој е сега крив и сега Осамена. Така да тоа беше. Osamena во овој тошен град, на покривиот тага, сама немо танцувам, осамена, изгубена во цидовиот хартија, во корици од тага, сама солзи пишувам, осамена, мрак, долго заспивам, на перници од тага, во креветот здрав, не спекуј мрак, без знак. Ја научила мелодијата. Уште сонувам, на перници од лага, во оков на брат, те носам по пат, осамена. Кои се твоите планови? Леле, заборев пак да кажам нешто. Заборев дечки пак од самиот старт, значи дечки на 3 јули излага мрч, многу интересен дизајн имаме направено. Следете ме на Инстаграм, ќе ви кажам поише. Сори. Кажи сега што имаш следно планови, на што работите, еве се пушти коронава, дали нешто негде ќе може да чуем? Па јас се надевам, еве и со Васко ќе направиме муабет да средиме некој настап, затоа што мислам веќе е редно. Реално. Да, и за време на корона доста песни извадив и веќе Имаш репертоар. имам, да, доста материјал за да се направи некој концерт, настапче, било што. Така да се надевам дека тоа ќе успееме да го реализираме.
Понатаму работам на неколку проекти, некои нови песни, дочекувате и соработки, затоа што и тоа имам во план. Не ќе Да? скривам ништо, да, меѓутоа, да, тоа дочекувате. Дали со новите записи, со артисти, дали со продуценти, меѓутоа се сакам да испробам. Може си јутубери да направиш на крајот. Ево, може. Сакаш Колку, да... кажи ми колку views треба да имам на следната песна за јас со тебе да имам дует? Па не мора, ајде колку има, Правиме дует, има. правиме дует. Ќе правиме. Правиме дует. Леле, ова е драш, ова е веќе договор. Ништо Лара, фала ти што беше денеска гостинка. Фала ти на тебе што ме покани. Ја мислам супер си поминав, ми испеавме песни. Бидеш ако вие се забавувавте со нас ова везно, ставите лайк, не заборавајте да ставите subscribe, а тука ќе го стави Даре и каналот на Лара. Поздрав до Даре. Така, слушнете ги незините песни, да ја дигнеме до 3-4 таму сабскрајбери, не знам колку има сега. И се гледаме во ново видео, сега кога има Карпул Караоке лето, музичари имаат што да кажат, а ние се гледаме во ново видео. Чао, дечки! All I wanna do is just flex. Big body ting, have sex. No phone calls, just text.